Добар ден. Пред се на учениците од Средното стручно училиште Здравко Цветковски од Скопје од 4-та година, кои се градежни техничари и го слушаат предметот железници. Денеска имаме нова наставна содржина, железничка станица и историски развој на железничката линија. Но пред се да се подсетиме што се подразбираше под поимот сообраќај, каков транспорт е застапен и што е железничкиот сообраќај. Под поимот сообраќај се подразбираше стопанска гранка која се занимава со пренос на стока, луѓе, мисли и вести. Под поимот транспорт се подразбира пренос на стока и луѓе со помош на транспортни средства. Транспортот кај нас е застапен како копнен, односно патен и железнички, речен, морски, воздушен и пренос на информации, односно телеграфија и телефонија. На големи растојанија сообраќајот се одвива со помош на железнички и авионски транспорт, додека пак железничкиот сообраќај е дел од копнениот сообраќај каде возилата се движат по определен пат што се нарекува колосек. На почетокот беа измислени првите парни локомотиви, подоцна се воведени дизел локомотивите и електричните локомотиви. Што е железничка станица, која е нејзината улога и место за изградба на железничката станица? Железничките станици се службени места каде што се извршуваат транспортно, технички и комерцијални работи. Тие се проектираат по должината на пругата и во зависност од пропусната моќ на пругата, опременоста на пругата, функционалноста на самиот простор. Наидеално би било кога временскиот распоред на железничките станици би бил приближно исти. Значи, сите железнички станици по должината на пругата да имаат ист временски распоред. Но најчесто железничките станици се градат во близина на централните градски подрачја и се поврзани со јавниот превоз на патниците и стоката. Некаде во поголемите градови може да се предвидат и повеќе, 2 или повеќе железнички станици, со оглед на тоа дека тие може да послужат како приградски станици за превоз на стоки и луѓе. Например, во поголеми градови може да има една железничка станица која повеќе служи за превоз на стоки, додека друга железничка станица која е во централно градско подрачје, која служи за превоз на луѓе. Проектирањето на железничката станица се зема во предвид сите нејзини постројки и уреди. Најчесто железничките станици се проектираат во права линија, но кога има услови за тоа се разбира. Кога пак според специфичните услови нема да може да се проектира во права линија, железничките станици може и да се проектираат во хоризонтална кривина, но тогаш имаме прописи да минималниот радиус на кривината, R, мора да биде 500 метри. За да може еден воз да застане, да не има проблеми при застанувањето и вртењето по таа хоризонтална кривина. Според проектната документација предвидени се бројот, видот на колосеците, пристапните патишта, службената зграда и друга инфраструктура. Должината на железничката станица. Таа се определува според должините на колосеците во станицата. Односно се определува според должината на најдолгиот воз во станицата. Растојание помеѓу колосеци.
Растојанието помеѓу колосиците во станицата, доколку има повеќе колосици во истата, изнесува 4,75 метри, доколку станицата не е електрифицирана, и ако е електрифицирана, изнесува 6,0 метри. Додека пак нивелетата на станицата треба да биде хоризонтална или пак со максимален наклон од 1,5 промили. На следниот слайд се прикажани железнички станици кои што се убави по изглед, значи со убава архитектура и го красат централното градско подрачје на големите градови. Прикажана е железничка станица во Москва, понатаму железничката станица во Лондон, железничката станица во Јапонија, железничката станица во Лиц во Белгија, железничката станица Гранд Централ Парк во Њу Јорк. Значи, тие се престижни архитектонски дела. Понатаму преминуваме на историски развој на железничката линија. Првата пруга се смета дека ја изградил Џорџ Стивенсон во Англија во 1825 година на реката Темза на пристаништето Стоктон до самото рударско место Дарлингтон. Пругата била со должина 40,2 км, а била достигната брзина 10 до 18 км на час. После тоа, пуштена е во употреба железничката линија Ливерпул-Манчестер во 1830 година. И на двете железнички линии се обраќале локомотиви на водена пареа. Парни локомотиви, бидејќи тогаш биле измислени парните локомотиви и подоцна веќе биле пуштени во употреба и локомотиви на дизел погон, откако е измислен дизел моторот. Со напредокот на конструкцијата на железницата, железничките возила, рековме, кога била измислена дизел локомотивата, па понатаму и електричната локомотива, парниот погон бил заменет со електрична и дизел локомотива. Имаат предности и недостатоци. Значи, загадувањето било многу високо на парниот погон, па понатаму брзините биле многу мали, влечната сила на локомотивата. Така, дизел локомотивата ја заменила парната локомотива, но понатаму се видело дека и загадувањето на дизел локомотивата е големо и влечната сила помала, така да електричната локомотива за сега останува број 1 за железничките линии. Електрификацијата се повеќе наоѓа употреба во 1900-тите години, кога почнуваат да се изведуваат градски железници, метроа, линии со поголем сообраќај. Последните децении се поголем е бројот на пруги за возови со големи брзини пред се во високо развиените европски земји. Во Меѓународната унија на железници се пропишани технички и организацијски регулативи за стандардизација и развој на железничкиот сообраќај. Во Македонија пак првата железничка линија е изградена 1873 година и тоа на релација Скопје-Гевгелија-Солун, додека пак железничката линија Табановце-Скопје-Гевгелија со должина од 231 км е целосно електрифицирана, а денеска функционираат следните линии: Скопје-Куманово-Табановце, Куманово-Белјаковци, Скопје-Велес-Гевгелија, Велес-Битола-Кременица, Скопје-Кичево, Велес-Кочани и други линии. Коридорот 8, кој го поврзува Бугарија, Македонија и Албанија, почнува со изградба во 1995 година и се уште е во фаза на изградба, додека пак покрај него предвидени се работи на реконструкција на железничката линија на коридорот 10,
од Австрија преку Хрватска, Србија, Македонија и дури до Грција. Прашање за повторување за наредниот час. За наредниот час одговорете ги следниве прашања. Што представува железничката станица? Како се определува должината на железничката станица и кој е најмалиот радиус на кривина? Каде била изградена првата пруга во Македонија и наброј неколку железнички линии во Македонија и се надевам дека ќе ви биде пријатна работата. Ви благодарам на вниманието. Довидување.